Идејата за Скопје Прайд е постара 15 на години уште со основањето на МАСО, првата видлива ЛГБТ организација. И од тогаш сакавме да стигнеме до моментот кога ќе можеме повеќе луѓе да излеземе на улица и да ги побараме нашите права. И после толку години успеавме да го направиме Скопје Прайд. Првпат можеби идеја за Прайд во Македонија добив пред околу 7-8 години, кога за првпат учествував на еден Прайд за која живеев надвор од тука. Меѓутоа, како конкретна идеја и желба да придонесам или да учествувам или да се организира пред околу можеби 3 до 4 години, и кога во суштина и активно почнавме да разговараме за тоа како да го направиме тука, дали е можно и слично. Првата идеја за Скопје Прайд е добив во 2013 година со моето учество на Прайдот во Солун. И понатаму со моето учество на предовите во Прага, Виена, Осло, Подгорица, Белград, Приштина, Софија, Атина, ми се повеќе зацрстуваше идејата како би изгледал првиот Скопје Прайд. Каде би барале подршка, кои очекувања би ги имале за приемот на Скопје Прайд во јавноста, во медиумите, така натаму и така натаму. За Скопје Прайд немав идеја, имав фантазии. Идејата за среќа има други и многу сум благодарна дека ја реализираа минатата година за прв пат во Скопје на 50 годишнината од Стоново. Моите фантазии за тоа дека еден ден ќе имаме Скопје Прайд беа веројатно од првиот момент кога на телевизија видов дека некаде во светот постојат паради на гордост. Идејата за Скопје Прайд постоеше одамна, иако на почетокот јас не бев директно вклучена во Скопје Прайд и во организацијата на Скопје Прайд. Идејата постоеше одамна, меѓутоа некако се чекаше моментот кога да се организира првиот Прайд и така некако бидна да се организира во 2019 година. Па можам да кажам дека сум еден од зачетниците на идејата за Скопје Прайд и од организаторите и координаторите минатата година и изминатите години, додека сето ова се спремаше за да се случи. Вклучена бев во организацијата на Прайдот уште од самите почетоци. Знам дека во еден период морав да се исклучам заради одредени работи, тоа траеше одреден период кратко, меѓутоа потоа повторно се вклучив во делот на волонтерите, помагав за организирање на дел од работите со другите волонтери, се грижевме за организацијата на учесниците, на влезовите, поделбата на вода, освежување, да пратиме што како треба да се направи, дали се сите безбедни, дали е окей, да делиме некои промотивни материјали и така натаму. Мојата улога во Скопје Прайд, првиот Скопје Прайд беше во многу области, во организирање на тимот, во одржување на состаноците на организацијскиот комитет, во одржување на мотивацијата на тимот од Скопје Прайд да останат до крајот на самата парада, да учествуваат и да придонесуваат, во комуникацијата со нашите партнери од регионот и пошироко во Европа, во креирањето на програмата на Скопје Прайд, во контактите со полицијата и со надлежните институции, во прибирањето на нивната подршка, понатаму интензивно во прибирањето на подршка од страна на донаторите и на останатите подржувачи и секако во работата со волонтерите на Скопје Прайд. Мојата улога, за која што сум исто така многу благодарна на Скопје Прайд, беше, да речеме, водителска, имено со Хајамор, мојата драга сестра Дрек Кралица, ја имавме можноста да го водиме завршниот дел од настанот на школка. Мојата улога во Скопје Прайд. Мојата улога во Скопје Прайд беше интересна, прилично тешка, меѓутоа ептен rewarding. Јас бев задолжена за безбедноста на Прайдот, на самиот ден.
и некако превземав активности пред самиот Прайд околу средба со Министерството за внатрешни работи, представници од полицијата, дента, организирање на целиот Прайд, комуникација со сите од полицијата, ангажирање на приватно обезбедување, грижа едноставно за безбедноста на сите учесници на Прайдот, за време на Прайдот и после Прайдот. Процесот беше многу динамичен, добар, се разбира со сите успони и падови кои се случуваат во секоја една работа, во секој еден процес кога се работи, но ни помогна да се запознаеме многу подобро меѓу себе ние активистите, ни помогна да изградиме довербата повеќе со заедницата. Па со оглед на тоа што беше прва организација на прв Прайд, беше захтевно, можам да кажам. Имаше така циклични моменти на успони и падови во самата организација. Дел од некои луѓе се исклучија, дел од работите мораа да се променат, да се одложат. Прайдот се одложуваше исто така во 2 наврати, сето тоа влијаеше на несигурност, неизвестност за некој настани дали ќе се случат или не и така натаму моравме да ја менуваме согласно на тоа и програмата. Меѓутоа на крајот сепак навистина имавме, слободно можам да кажам како што сите видовме, еден супер Прайд и се испадна добро. За време на месец и пол пред самата парада, организацијата беше навистина со некој хаотичен тек, затоа што паралелно додека се организираше Скопје Прайд, ние бевме дел од повеќе активности, како например Националната конференција за напредување на правата на ЛГБТ луѓето во Македонија, организирана страна на Министерството за труд и социјална политика, каде што ние во Собезен фронт бевме партнери во истата, понатаму во одржувањето на изложбата Трансбалкан за животот истории на транслуѓето од Балканот, како и во доделувањето на наградата за поддржувач на годината, кој што секоја година традиционално ја доделуваме на 17 мај, Меѓународниот ден за борба против хомофобијата, трансфобијата и бифобијата. За време на подготовките на Прайдот, за мене најголема мотивација беше да ја упатиме пораката кон најмладите, односно кон младите припадници на ЛГБТ заедницата во Македонија, дека ова е нивни дом, дека овде треба да останат и да бидат прифатени токму такви какви што се, различни, посебни и прекрасни. Она што, да речеме, беше најголема грижа, барем за мене, беше токму евентуалната спротивна реакција, односно евентуални несакани насилни инциденти за време на парадата. За среќа такви немаше. Процесот на организација на Прайдот си бараше целосна посветеност. Сите од одборот на Прайдот и сите волонтери, сите кои имавме некаква улога во целата организација, бевме максимално посветени, особено во месецот пред одржувањето на самиот Прайд. Имаше бараше многу голема логистика, бараше многу голема комуникација, непречена комуникација помеѓу нас, различни преземања на различни активности околу организацијата, меѓутоа исто така исправување со некои непредвидени ситуации. Најмногу ме мотивираше самата цел, зошто го правиме Прайдот. Најмногу ме мотивираше потребата од Прайдот, односно потребата од чекорање слободно на улиците на сите ЛГБТ луѓе и сите ЛГБТ поддржувачи. И некако тоа ме водеше низ целиот процес на организацијата и кога да ми беше нешто дојдено многу тешко или кога и да се справував со некоја нешто што беше тешко надминливо, едноставно се потсетував зошто го правам ова, што значи ова за мене, што значи ова за ЛГБТ луѓето во државата, за поддржувачите, за активистите и некако таа мисла ме водеше во текот на целата подготовка на Прайдот. Тоа најмногу ме мотивираше. Во поглед на тоа што ми беше најголема грижа ми беше
дека сепак безбедноста секогаш е некаква грижа, особено кога се работи за одржување на ваков тип на настан на видливост на ЛГБТ луѓето. И ме загрижуваше тоа дека сепак може да има некој вид на насилство, некој вид на вознемирување во текот на Прайдот. Едноставно целата безбедност, дали ќе биде окей, дали сите ќе бидат сигурни, дали сите ќе се чувствуваат сигурни, дали сите ќе можат слободно да чекорат, дали ќе дојдат луѓе или ќе бидеме само активисти и неколку организации. Меѓутоа, некако на крајот испадна дека немало потреба да се грижам и некако на крајот се испадна супер. Најмногу ме изненади поддршката која добивме и од самата ЛГБТ заедница, но и од пошироката заедница, од целото општество. Во многу голем број неочекувано излегоа, не поддржа и заедно ја исчекоривме патеката на Прайдот, патеката по која ние бараме еднаквост. Исто така морам да кажам дека ме изненади и добро ги затвори сите наши сомнежи и стравови околу безбедноста, полицијата која не обезбеди и Прайдот беше навистина безбеден, како и политичари, односно функционери од владата на Република Северна Македонија, кои излегоа, не поддржа и дојдоа со нас на оваа патека. После првиот Прайд, мислам дека ме изненади поголемата вклученост на дел од заедницата во борбата за човековите прави на ЛГБТ луѓето. Доста пораки позитивни, охрабрувачки стигнува после тоа. Исто така мислам дека според моје мислење еден од круцијалните делови беше и медиумското покривање на самиот настан. Потоа забележав дека во изминатата година некако имавме доста и настани и теми поврзани со животот на ЛГБТ луѓето во различни сфери, на различни начини. Поттикнавме, мислам, повеќе интерес и во регионот, и во политиката за правата и потребите на квир заедницата тука кај нас. Регионално повеќе се поврзавме, станавме исто така дел можеби од европското семејство на Прайдови, со повеќе фокус на случувањата тука преку Прайдот. Така да мислам дека доста работи се случија после Скопје Прайд 2019, според моје мислење. Мотивацијата и вклучително и грижата беше прилично заснована на едното и исто, а тоа е како вид на поддршка ќе добиеме, од каде и како тоа ќе одекне во јавност. За среќа имавме прилично позитивен прием од страна на сите, најголем дел од целните групи, во случај ЛГБТ луѓето, поддржувачите претежно и надлежните државни институции и локалната власт, вклучително и законодавната власт. И тоа се одржи во бројот на учесници на самата парада, на самиот ден на програмата на школка, понатаму и тоа се манифестираше и преку различните видови на поддршка кои што ги добивме од различни извори, во различни видови. И тоа чувство што се креираше кај сите нас, претпоставувам најмногу кај организаторите, затоа што тој труд наназад из годините навистина се исплатеше. Секоја чест за сите активисти, сите волонтери кои беа дел од приказната наречена Скопје Прайд 2019, првиот Прайд во Скопје. Па најмногу ме изненади тоа што очекував повеќе негативни реакции, а излезе дека барем во мојот видокруг се случи токму спротивното. Не видов многу омраза, напротив видов многу љубов на социјалните мрежи. На денот на самиот Прайд, искрено многу се изненадив од бројот на учесници, многу се изненадив од луѓето кои ги видов таму, бидејќи видов и луѓе кои ќе очекувам дека ќе бидат таму, меѓутоа видов и луѓе кои не очекував дека ќе бидат таму. И дефинитивно големиот број, огромниот број на посетители беше нешто што навистина не го очекувавме како организатори и бевме многу пријатно изненадени. Се разбира, со зголемувањето на бројот на учесници се зголемуваат и грижите за безбедноста, па така на некој начин бев и во тој поглед загрижена, меѓутоа
со добрата комуникација и со добрата соработка со сите испадна дека немаше потреба за грижи. Она што ме изненади особено по одржувањето на Прайдот е колку многу се збореше за самиот настан и колку многу се збореше за тоа каква позитивна енергија имаше и дури од луѓето кои не очекував дека и понатаму ќе зборуваат за овој настан и колку сите кажуваа дека едва чекаат да дојдат следната година кога ќе имаме нов Прайд, па како ќе се вклучат повеќе луѓе, како ќе биде тоа се поголема некој вид на манифестација, меѓутоа мора да потсетам дека Прайдот не е манифестација, Прайдот е протест. Прайдот е протест заради тоа што ЛГБТ луѓето кај нас се уште не ги уживаат своите права и не уживаат еднаквост како и сите граѓани. Така да сето дека ситуацијата кај нас е таква, Прайдот ќе биде протест и ние ќе маршираме во знакот на протест. Иако се забавувавме додека марширавме, сепак мора да напоменам дека ние протестиравме додека марширавме и додека ги одевме улиците на Скопје. Прайдот е ослободувачко искуство. Прайдот е соочувачко искуство. Прайдот е и солзи, и смеја, и игра, и песна. Прайдот е едноставно животот во мало, во една кратка патека по која многу луѓе бараат своето место во општеството и бараат еднаквост. Првата парада на гордоста во Скопје за секогаш ќе остане како едно длабоко интимно емотивно доживување за мене во моите спомени. За секогаш ќе се сеќавам на посебниот начин на поврзување и заедништво кое што тој ден го имавме, го покажавме во јавен простор и она што го зборував на Прайдот за секогаш ќе ми одекнува ќе ме мотивира понатаму да се вклучувам во иницијативи, начини за промена на подобро на положбата на сите нас. Така што не знам, не можам накратко да опишам што се чувствував и чувствувам за ваквиот начин на прикажување на нашата видливост. Меѓутоа знам дека тоа беше еден посебен ден на искажување на револтот, на љутината, која што барем лично јас ја чувствувам заради начинот на кој што е третиран нашиот живот овде кај нас, како и во многу други држави во светот и нема да престанам кај да сум тоа да го правам. Следно за Скопје Прайд е секако да продолжиме да работиме на зголемување на видливоста и на нашиот политички глас како заедница во нашата држава и мора да продолжи секако Прайдот соодветно прилагодувајќи се на условите, теконо поради пандемијата со COVID-19 не можевме да имаме физички Прайд, но секако можеме да ги искористиме дигиталните канали за продолжување на протестот, на борбата за еднакви права и слободи на ЛГБТ луѓето во земјава и пошироко. Ефектот на Скопскиот Прайд беше токму тоа што требаше да биде, а тоа е праќање една силна порака дека ЛГБТ заедницата во Македонија има свое место и е прифатена и е сакана и има свои сојузници и поддржувачи. А за мене лично морам низ една мала анекдота да го раскажам тоа. После Прайдот, надвор од брег, седнавме на ручек и не можев да си ги задржам солзите затоа што ми текна дека веројатно сите ние го посветуваме Прайдот на сите наши ЛГБТ пријатели кои што веќе ја имаат напуштено оваа земја затоа што досега таа не покажала љубов и простор за нив. И на крајот ефектот е тоа дека сакаме геј ЛГБТ младите да останат дом. Во текот на подготвителните активности за Скопје Прайд и во текот на самото одржување на Прайдот, искрено бев дури изненадена од емоциите кои јас како личност ги имав. Имав толку измешани емоции, меѓутоа генерално емоциите беа позитивни, на момент дури беа толку силни што дури се сфатив самата како се чувствувам и тажна и среќна во исто време. Така да еден микс на
генерално на позитивни емоции, меѓутоа на толку силни, особено на денот на самиот Прайд, што некако дури не знаев никако да се справам со тие емоции, меѓутоа по завршувањето на целиот Прайд некако сето тоа ми спласна и сватив дека сум многу благодарна што воопшто имав можност да учествувам во организацијата на Прайдот и дека сум благодарна што можев да придонесам на нешто толку значајно и на нешто толку значајно за ЛГБТ луѓето, меѓутоа значајно и за сите други луѓе кои поддржуваат заедницата, за сите луѓе кои го работат ова, за сите луѓе кои се борат за правата на ЛГБТ луѓето и за правата на сите маргинализирани граѓани. И некако навистина беше overwhelming за мене и едноставно супер искуство и не би се двумела повторно да го направам истото и да учествувам во организацијата. Скопје Прайд покажа дека и виртуелно може да се случи, како што се случува оваа година заради здравствената криза, но она што е најважно за сите прајдови, па и за Скопје Прайд, е видливоста која обезбедува на улиците, надвор во живо помеѓу луѓето. И заради таа видливост мора да продолжи се тоа што има една синтагма која вика: ако си видлив, постоиш. Ако постоиш, имаш права. Ако не си видлив, не постоиш. Ако не постоиш, немаш права. Скопје Прайд е важно да се омасовува, да бескомпромисно да продолжи да ја покажува борбата во јавност, на јавни простори, на различни начини, да оснажнува и да вклучува што поголем дел од заедницата, да ја прикажува, да биде што поинклузивен, да го прикажува тој прекрасен диверзитет на ЛГБТ заедницата и во иднина дефинитивно едноставно не смее да продолжи да постои заради тоа што борбата е константна е за многу работи и сметам дека јавното прикажување на видливоста не смее да престани и славењето на борбата на сите оние кои што ја започнаа и што тоа всушност значи за сите во заедницата и за општеството. Искрено не знам што е следно за Скопје Прайд, но се надевам дека ќе имаме прилика наредната година да бидеме повторно на скопските улици и ќе бидеме побројни, повесели, пошарени и поинклузивни од минатата година. Не само што Скопје Прайд треба, туку и мора да продолжи, од проста причина што за нашите синови, нашите ќерки, нашите млади и нашите другари, Македонија треба да биде место каде што можат да бидат своји, можат да бидат различни и можат да бидат сакани. Скопје Прайд мора да продолжи да постои. Иако оваа година некако не снајде пандемија, па не можевме да чекуриме физички да го држиме Прайдот, да чекуриме на улиците на Скопје, меѓутоа Скопје Прайд ќе се случи пак. Дали ќе се случи до крајот на оваа година, се уште не знаме бидејќи не зависи од нас. Меѓутоа Скопје Прайд мора да продолжи, мора да се случи во 2021, мора да се случи во следните години. Мора да се случи заради тоа што мора да постои можност луѓето слободно да се движат. Мора да постои можност луѓето да бидат слободни да се изразат, да се чувствуваат слободно на улиците, да чекорат, да не се чувствуваат исплашени, да не се чувствуваат некако под ризик дека може нешто да им се случи, само поради нивната сексуална ориентација, родов идентитет или нивното родово изразување. И Скопје Прайд мора да продолжи да постои како креирање на еден слободен простор, како едно заземање на слободен простор од страна на ЛГБТ луѓето, активистите, поддржувачите и на некој начин зголемување на видливоста на оваа заедница, и зголемување за жал и на потребите и проблемите кои оваа заедница ги има. Така да Скопје Прайд ќе продолжи, јас сум сигурна и мора да продолжи, за на некој начин ние да го заземеме просторот кој нам ни следува и просторот кој за жал го немаме обезбедено во текот на секој друг ден од годината. Ќе протестираме и ќе маршираме се додека имаме потреба за тоа и Скопје Прайд дефинитивно мора и ќе продолжи.